Истрелите од огнено оружје завршувале во гостителските објекти долж булеварот Маршал Тито. Куршумите само ги оштетили изложните стакла, никој не бил погоден. Гостите во паника ги напуштиле локалите од нивниот заден дел. Се започнало во ова казино каде две групи вербално се расправале, а караницата продолжили на пешачката зона. Истата преминала во вооружена престрелка. Тука позади мене во строгиот центар на Тетово се случила синокешната вооружена престрелка каде се користеле пиштоли и автоматски пушки. За среќа никој не е повреден, но и стрелите од огнено оружје завршиле во 3 гостителски објекти, едно возило и во една тераса. Инволвирани во инцидентот според полицијата се 10 лица. Расправијата меѓу семната вооружена престрелка започнала меѓу 43 годишниот ДМ од Тетовско Лавце и 43 годишниот БД од Тетово од една и тетовецот НМ на возраст од 43 години од друга страна. По пукањето со полициски ленти, полицијата го блокираше булеварот Маршал Тито, како и дел од тротоарот покрај еден ресторан, во кој завршија истрели од огнено оружје. По неколку часа потрага, приведени се 4 лица, а распишани и потерници по 10 други. За нецела недела ова е втора престрелка во централното градско подрачје. Едната се случи на булеварот Благоје Тоска сред бел ден, откако учесници во сообраќајка недоразбирањата ги решаваа со пиштол, а синоќе се користеа и калашникови на едно од најфреквентните места во градот. Граѓаните велат дека зачесто потребата на огнено оружје во Тетово, каде веќе и не се чувствуваат безбедни. Денеска не е безбедно ништо денеска. Само пукаат. Тај се осеќаме, не можеме да се осеќаме безбедни. Ја у Тетово искрено никад не сум се чувствувала безбедно, ама у последно време малку мислев дека нешто со живот, малку дека е постабилизирано, меѓутоа не е, поготово од сега кога добив дете, гледам дека јас сум секој ден на оваа релација у строг центар на град и среќа вчера што не сум го прошетала баш тоа време. Ја не знам дали има некој закон, ред, полиција, дали, не знам, до кога ова? Полициски службеници јавен обвинител имаат извршено комплетен увид. Според досегашните неофицијални информации, на самото место биле пронајдени повеќе чаури за пиштол и калашников, калибар 9,7,62 мм, две возила и други траги пошто биле подигнати за вештачење. Се работи на целосно расветлување на случајот. Орнитолошката федерација на Македонија и Сдруженијето за заштита од ледување на птици Менада 2015 година го организираа 25-тиот орнитолошки шампионат на Македонија. Денеска тој беше свечен отворен за посетителите, а годинава е со рекорден број на примероци од канаринци во боја, папагали и екзоти од повеќе видови и класи. Благодарим на телевизија КИС. Сакам да кажам дека ова е 25-ти орнитолошки шампионат на Македонија. За прв пат се одржува во Тетово. На овој шампионат учествуваат сите орнитолошки друштва од Македонија. Се работи за изложба на 600 птици, каде што учествуваат канари, папагали, екзоти и шумски птици. Би сакал да напоменам дека ова изложба за прв пат се одржува во Тетово и на некој начин со ова сакаме да го промовираме градот Тетово. Им благодариме на сите што ни помогнаа за оваа изложба, на спонзорите и на друштвото од Тетово, на друштвото од Скопје и на Орнитолошката федерација на Македонија. Ги канам сите љубеници на птици да дојдат да присуствуваат и да видат што се работи. Ја мислам дека и ова е еден настан културолошки што се одржува за прв пат во Тетово.
Група средношколци од средни училишта од Гостивари Скопје денеска се собраа пред владата и со танц театар кој го изведоа, го изразија својот револт од состојбата со загадувањето и непреземањето мерки за заштита на децата и младите. Тие бараат сите надлежни институции да преземат конкретни мерки за намалување на високите концентрации на PM10 частичките, но и PM2,5 частичките во воздухот, со кои Скопје, Тетово и Битола, но и други градови рушат рекорди во загаденост, а Македонија, како што велат, стана незагадена земја во Европа. Протестот е подржан од првата детска амбасада во светот Мегаши, која бара одговорност од одговорните институции. Сите ние имаме право на чист воздух. Тој е неопходен за нашето здравје. Ние како ученици многу добро ја разбираме пораката дека сите дишаме ист воздух. И ова порака им ја упатуваме на сите надлежни институции и на граѓаните. Ние сме сериозно загрижени за последиците кои ги предизвикува загадениот воздух, а тоа се смртност и сериозни болести. Ние не смееме и не сакаме да ја прифатиме оваа состојба. Сите министерства, посебно со Министерството за животна средина и просторно планирање, треба да работат професионални кадри, одговорни кадри, луѓе кои ќе ги почитуваат потребите и интересите на граѓаните, кои нема да ги маргинализираат нивните потреби, и сметам дека владата на Република Македонија треба да постави сериозни одговорни луѓе на овие важни министерства како што е Министерство за животна средина, и да им посвети внимание не само на граѓаните, туку најмногу на децата, затоа што, повторно ќе кажам, секој второ дете пати од респираторни проблеми, има тешкоти во дишењето и да не бидеме принудени да ја прогласиме Македонија како земја каде што има екоцид. Времето денес беше претежно облачно со сончеви периоди. Утринската температура се движеше од -7 до 3, а дневната од 5 до 7 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде претежно сончево со локална облачност. Утринската температура ќе биде од -7 до 3, а дневната од 6 до 9 степени Целзиусови.